За љубов на вистината, пишува Шакале. Секој од нас во својот живот има направено грешки. Секој од нас има нешто од што се срами. Тоа е вистината. Никој не е безгрешен или совршен. Ретки се оние кои немаат за што да се покајат, кои успеале во секој обид или пак се комплетно среќни со своите постигнувања и одлуки во животот. Тоа е вистината. Вистината е таква каква што е. Таа не носи шминка, не се менува за било која пригода, не е илузија, не е поголема или помала, или постара или помлада, или погрда или поубава од тоа што е. Тоа е вистината. Таа нема предрасуди, пристрасности или мислења. Колку и да е грда, од неа нема ништо поубаво. Од неа може да се бега, но не може да се избега. Таа е безмилосен и неуморен ловец и најжесток противник. Тоа е вистината. Оние кои бегаат од вистината стануваат душевно гонети како глушец од мачка. Се мачат како грешни ѓаволи низ ноќните мори. Немаат мир во душата, срцето, главата и животот и заради тоа, како човек заглавен во жив песок, кој со секој обид да се извлече, се повеќе тоне. Влечат се повеќе и повеќе погубни потези, кои што вистината ја прават се погрда, потешка за прифаќање и во противник се поопасен за соочување. Од вистината човек може да бега, но не може да избега. Единствено човек може само да се соочи со неа, да ја прифати и да се обиде да го исправи она што е сгрешено. Мој си е, твој си е, не знам чиј си е. Вистината е очигледен миленик на Господ, зашто од 10 Божји заповеди, дури 6 се тесно поврзани со вистината. Првите 2 заповеди: Јас сум Господ Бог твој, да немаш други богови освен мене, и не прави идол или слика на она што е горе на небото, што е долу на земјата, што е во водата и под земјата, не им се поклонувај и не им служи. Се очигледно околу вистината за кој е Господ Бог. Низ времињата минати од време на време се појавувале секакви кокштаплери кои се обидувале да ја забошотат оваа вистина. Во подалечното минато тоа биле царевите, фараоните, лажните пророци и вражарите, а во најскорешните времиња тоа беа и се уште се комунистите. Од Маркс и Енгелс до Ленин и Сталин, од Тито и Карделј до Киро и Љупчо, од Андов и Гошев до Бранко и Љубе, од Доста и Змејко до Орка и Газда Трифун, од Дзинго и Филип до Грујо и Протуѓер. Овие клошари, сите до еден, се воздигнаа на надчовечки статус, третирајќи го народот како стока и притоа и самите почнаа да веруваат во својата лага, дека се над народот, над законот, па дури и над Бога. А во тоа секако им помогна рајата, која послушно им се поклони и стана соучесник во лагата. Република Пинокио. Следниот заповед: не сведочи лажно против својот ближен, е и најочигледниот Божи закон, кој е поврзан со вистината и јасно зборува дека треба да се држиме подалеку од лагата, оти таа е алатка на лукавиот. Лажејќи ја раскинуваме врската со Бога, а правиме договор со ѓаволот, од што следат непожелни последици. За жал, овој заповед во Македонија се крши 100 пати на секоја секунда. Дали зборуваме за комунистичко контролираните медиуми, кои секојдневно ја извртуваат вистината, манипулираат со информациите кои ги презентираат, лигавите кодоши кои за своја лична добивка дробат секакви лаги во чорбите што ги готви полициско-политичкото подземје, интелектуалците и академците со отшавки испиени мозоци кои ја сочинуваат така наречената официјалната интелигенција на државата, бранша на луѓе кои упорно го убедуваат народот дека во Југославија течеше мед и млеко и дека единствениот пат
кон поарна иднина е со свиен рбет да се откажеме од сето она за што ние и нашите стари сме се бореле, или пак надуените политичари кои не убедуваат дека нивните богатства не се створени на грбот на народот, дека иднината на нашите деца не ја продале за 3 волшебни зрна грав, скапаните државници кои везден не лажат дека се обидуваат да ја внесат државата во НАТО и ЕУ и дека не можат мирно да спијат, дури не ја решат невработеноста, загаденоста, криминалната приватизација, селективната денационализација и организираниот криминал и секако дека името не го даваат. Лага до лага, грев до грев. Сега оваа златна гарда на лажни идоли, самопрогласени богови и нивните полтрони пророци, го бомбардира народот со нова серија лаги. Велат дека не ни треба НАТО, зашто алијансата се распаѓа. Вртејќи го показалецот кон Бугарија, се обидуваат да го убедат народот дека членството во ЕУ не само што е бесполезно, туку е и штетно за државата. Бидејќи еве, Бугарија е пред колапс. Истите лаги како од времето на Тито, кога секојдневно на дневникот во 19:30 часот на народот му се соопштуваше дека секој момент се очекува колапс на СССР или САД, зависно од тоа кому маршалот му беше луд таа седница. Сакам кажам, не знам речам. Вистината е тоа што е. Таа не се толкува. А пак една од омилените алатки на комуњарите е токму играта на зборови, двоен говорот. Па еве, например, овие денови врие дебата околу името. За спасители се јавуваат оние кои првин го измислија проблемот, СДСМ и нивните лангори. Не е секако што изгледа. Оние кои денеска најмногу скокаат да се зачува името, во времето кога името се менуваше, беа на другата страна на црвената линија. Но да бидам конкретен, ќе се задржам на само неколку точки. Лагите околу привременоста на референцата ПЈРМ. Кој знае колку милиони пати е напишано и кажано за лагата дека привременото име, поранешна Југословенска република Македонија, требаше да стои само 2 месеци, значи од почетокот на април до почетокот на јуни 1993 година. Но еве, веќе сме август 2011 година, а привремената референца се уште стои. Кој кого лаже? Жалните изговори на државници кои на народот само му ја повторуваат истата лага секојдневно, или пак народот кој себе си се теши дека не е толку мутав, па вели, така друже, името е само привремено променето. По се изгледа, македонскиот народ ќе е здружено најверниот следбеник на Ајнштајновата теорија на релативитетот, или пак е заболен од српската болест на колективно бунило, зашто иако веќе 15 години без никакви прекини државата која се наоѓа на југ од Србија и Косово, на запад од Бугарија, на север од Грција и на исток од Албанија, членуваш во ООН, ФИФА, ФИБА, УХФ, УЕФА, ЕХФ, ИОК и неброени други организации, и на скоро секој глобус и секоја светска карта се ословува под референцата поранешна Југословенска република Македонија. Народот тоа се уште го толкува како привременост. Релативно на што е оваа 17 годишна, без прекин и без крај на доглед, постојаност привремена. Обожавателите на двоговор милуваат постојано да не подсетуваат и исправуваат дека ПЈРМ е само референца. Но што значи зборот референца? Самиот збор е недомороден на македонскиот јазик, како некаков хибрид збор, грубо преведен од англискиот јазик, значењето во контекст на времената спогодба му е ословување,
или нарекување. Сега, кога некој некого ословува или нарекува, тогаш тоа е заради квалитетни причини, тоест, например, го нарекува голем или мал, умен или глупав, постоечки или поранешен, господине или друже, земјин или вонселенски, американски или руски, тато или сине, македонски или југословенски, или пак го ословува, тоест го нарекува, тоест го вика од именувачки причини. Имајќи впредвид дека ова ословување е активно веќе 17 години, секој последователен ден, дека безброј договори се склучуваат под ова ословување. Квалификацијската вредност на ословувањето преминува во именувачка. Па затоа, оние кои се чукаат во градите дека името не го даваат, треба да го искажат за кое име зборуваат. Оти оваа држава светот се повеќе и повеќе ја знае како поранешна Југословенска република Македонија, со вентилатор на знамето, оти тоа е вистината. Да му умре коза на комшијата. Понатаму Господ вели: не кради и не пожелувај ништо што е туѓо. Многу е јасна пораката која Господ ја упатува до нас, неговите чеда, да се соочиме со вистината и да не тежнееме по она што не сме го заслужиле, заработиле или она за кое не сме се избориле. Во контекст на ова, можеме да зборуваме за сомнителната антиквизација и полувистините, како и комплетните приказни од мечтата на Паско Кузман. Тука можеме да зборуваме и за изговорите дека отсуството на Македонија од ЕУ, НАТО и слично е заради тоа што сите ни се плашат и не мразат, оти ние сме најумниот и прв народ на светот. Секако не ќе е на одмет да се спомене и своевременото тврдење на Слободан Богоевски, поранешниот шеф на полициското подземје, дека Исус Христос, Синот Божји, бил всушност никој друг освен Ристе од Долнодупени, 2-30 генерација македонци од војската на Ацко Македончето. Да не беа овие гревови толку судбоносно страшни, ќе беа хистерично смешни. Како што веќе имам напишано во некоја од моите статии, секоја интеракција помеѓу две или повеќе личности или странки е доброволен договор помеѓу нив. Па затоа Господ закони: не прави прелюба. Освен очигледната прелюба која се однесува на љубовни врски, овој Божји заповед е јасен показател колку Господ општо ја цени институцијата на склучени договори. Договорот е светост, бидејќи се склучува врз основа на честа на учесниците, а честа е она по која Господ не вреднува нас. Она што е во договорот е вистината. Од тоа може да се бега, но не може да се избега. За да се прекине било кој договор, треба да се има валидна основа, инаку тој останува на сила се додека не истече, а тоа може би е никогаш. Македонците живеат под лавина од лаги, како горе опишаниот давеник во жив песок, бегајќи од вистината, државата, а со тоа и себе си и своите поколенија ја копаат се подлабоко во гробот кој се копа од 1944 година. Бегаат од вистината како црниот ѓавол од крстена вода, а се чудат зошто светот, НАТО, ЕУ ги мрази, зошто судбината ги мрази, зошто Господ ги мрази. Вистината е дека никој не мрази. Тие едноставно не сакаат да имаат работа со нечесни, неорганизирани, мрзеливи гадови кои немаат почит ни кон себе си, ни кон брата си, ни кон Бога си. Со таков ѓавол тикви не се садат. Судбината, тоест Господ, исто така не мрази, туку само чека да се свестиме, да престанеме и наетливо да го отфрламе и да почнеме да живееме под неговата закрила во неговата слава. Знам, тешко е. Тешко е да се прифати вистината која е толку неповолна,
која бара толку многу работа да се исправат грешките и уште повеќе работа да се остане чесен и чист пред Бога. Но тоа е предизвикот кој е пред нас. Ќе се докажеме ли пред себе си, пред светот и пред Господ, дека сме силни, дека имаме интегритет, самодоверба, чест, љубов и вера и дека заслужуваме да сме во друштво со најдобрите, или пак ќе си ја продолжиме нашата љубовна врска со дното и гнилежот.